Во врска со последниот случај со исчезнатите малолетници и девојчиња, беше голем тест целото наше општество заради многу причини. Како прво, никој не сакаше да се информира од надлежните институции како ЦСР Скопје или МТСП или МВР, но сите некако почна да се мобилизират, не мислејќи дека ги стигматизират и девојчињата и семејството на девојчињата. И на крај испадна тоа дека девојчињата беа во центар на сите медиуми и можни социјални мрежи, што сметам дека е голема грешка, пошто ние како ЦСР сега имаме реално многу тешка работа да ги вратиме пак во општеството и во образовниот процес. Че децата имаат потреба од и значајна улога во нивното функционирање врсничката група. Они имаат потреба да бидат прифатени, имаат потреба да се идентификуваат со нив. Доколку тие почувствуваат дека се отфрлени од врсничката група, а сето тоа училиштето го гледа и не реагира, тој проблем само се продлабочува и понатаму може да заврши со девијантно несвојање, деликвентно, нешто што е многу посериозно од или едно бегство, да речеме, од дома. Зборувам за правење кривични дела и слично. Родителите дома ги воспитуваат децата да го прифаќаат другото дете што е различно. Зборувам за било каква, дали националност, религија, боја, воопшто не е битно. Кога ги учат дека треба да се прифаќаат различностите, дека треба на другарчето да му подадеш рака кога му е тешко, а училиштето тоа го поддржува и продолжува со тие вредности кои што треба да се вреднуваат, мислам дека би било многу полесно функционирањето, односно живењето на дечињата и функционирањето на децата во училиште.